денес е и програмата за јавно осветлување. Ја разгледа програмата за јавно осветлување, на сумбота се и други работи кои да го позадина. Това е тендерот за давање на концесија на јавното осветлување на град Битола на приватни собственици кои ги го стопанисуваат наредните 15 години. Познато присутно дека кога веселата математика ќе се поврзе со бизнис интересот, најчесто страда градот и граѓани. Пред нас има, моментално уште една програма за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјата на општина Битола. Кога би имале веселата математика на ум и знаеки го фактот дека пред известен период течеше и тендерот за давање на јавното осветлување на фирма која ќе стопанисува со него наредните 15 години, ми станува јасно зошто овој тендер се одлага 4 години. Еве денес пред вас, многу ми е жал дека нема и представници од општината кои го тераат и тендерот и се одговорни за јавното осветлување во градот. Сакам да ги поставам и овие советвачки прашања за да ја направим паралелата програма и тендер кој е во тек. За да ни стане малце програмата појасна. И тендерот и програмата заедно. Значи, до јавната администрација би сакал ќе ги поставам и јас овие во писмена форма прашања утре, но би сакал и тука да ги прашам, доколку има некој да одговори од советниците да запознат со работата, би сакал. Значи, колку фирми подигнале тендерска документација, кој од нив се појавил на отварањето на тендерот со своја понуда, дали е точно моето состојание дека од фирмите кои подигнале тендерска документација општината не добила ниту една понуда и која е причината за ваквата ситуација. Значи, малце ќе образложам што значи тоа весела математика околу програмата за јавното осветлување и тендерот кој е во тек, за да ни стане јасна програмата зашто е представена со 3 збора. Значи, еден графикон и 4 редови кои објаснуваат дека ние не знаеме што значи тоа јавно осветлување, зашто е толку поставено бледо. Значи, тендерот и парите кои стојат во позадина се најбитни за да ја објаснат целата ситуација. Значи, моментална ситуација, како што можеме да видиме и од програмата, општина Битола годишно плаќа за улично осветлување 700.000 евра и 300.000 евра за одржување и други ставки кои се наброени таму, да не влегувам во детали, ќе ги ставам под ставката, значи одржување. Значи, вкупно имаме 1 милион евра годишно буџет за улично осветлување, според податоците од програмата која имаме пред. Познавајќи го, гледајќи го тендерот и следејќи го 4 години како се одвива и поништувањето на тој тендер и зашто се поништува 4 години, тоа може да направам паралела зашто и толку пати се одлагаше и за золашката, за зоо иноватива, се дека не го доби тој што треба. Еден од главните услови во тендерот е користењето на енергетско ефикасните сијалици, како и многу јасно што треба да биде еден од главните фактори за давање на фирмите и сите тие работи, бидејќи се стремиме кон тоа намалување на потрошувачката на енергија, на електричната енергија, и со овој услов ја добиваме следната ситуација. Значи, од предходните 700.000 за јавно осветлување, паушално ги трошат моменталните сијалици, и 300.000 за одржавање, сега со новите сијалици кои ќе се инсталират во канделабрите и во личното осветлување, имаме обратно пропорционален систем кој за сметка на потрошена струја, кога ќе инсталираме новите сијалици, ќе имаме 280.000 евра наместо тие 700.000 евра. И со тоа добиваме 720.000 евра остаток од тој милион кои беа предвидени за ставката за одржување. Значи, тие 720.000 евра ќе бидат остаток. А што сега се плаќаат 300.000 евра за одржување и другите ставки кои се наведени годишно. За време на тендерот од 15 години, од кои ќе го добијат значи, фирмите, овие 720.000 евра ќе станат 10 милиони и 800.000. Затоа викаме за ова весела математика, значи не е од 500.000 евра бизнис, значи 10 милиони и 800.000 евра. Скоро 11 милиони евра. Значи ние даваме нешто сега, со договорена цена да се плаќа цели 15 години паушално, а во наредните години ќе имаме намалување на трошоците, бидејќи се менуваат сијалиците. Знаејќи дека Битола, тоа е дадено во тендерската документација, има 10.000 сијалични места и овие сијалици треба да бидат
значи да траат 15 години, колку што е и тендерот, нема сјалица што трае толку, но ќе бидат под гаранција за менување цели 15 години, значи затоа влегува во оваа паушална ставка на годишно ниво. Математиката покажува дека едно сјалично место за реновирање на сите 10.000 или на неколку што ќе се заменат или инвестицијата во тие 15 години треба да биде 1080 евра од сјалично место. Не е глупо или весела математика ова, 1000 евра од сјалично место веќе на готова инфраструктура има. Математика да вели 1000 евра. Значи, гледајќи дека овде има голем бизнис, се поништува ради не знам какви услови, банални. Некој го турка да пропаѓа, ги трга условите, го враќа назад, го објавува повторно. Тоа е од општинската администрација, сите тие прекини, не дека добавувачите прекинуваат нешто или нешто не соодветствува со тендерските документации, него некој од општина го повлекува, се додека не се оформи нешто или некој кој треба да го добие овај тендер, кој ќе му донеси доходовни 10 милиони и 800 илјади евра за 15 години. Со што треба да се работи, за да се сработат овие пари. Значи, гарантирано од општина некој ќе ги исцица, ќе ги земе овие пари. Не знам кој си закај по општината, вие сигурно кој ќе знаете. Значи, според проценките, давајќи ја тендерската документација на увид кај стручни лица, бидејќи се заинтересирав за оваа сума, што се случува, консултирав стручни лица и главам дека тие стручни лица се 95 до 99% компетентни за да ми одговорат на тендерските услови и познавајќи ситуацијата на градот. Значи, дојдовме до некоја сума која треба да се инвестира во уличното осветлување на Битола 3 милиони евра. Значи, надфрлено, тие велеа 2,5, јас им рекол да става 3 милиони евра, нека биде и 3,5 милиони евра. Дај може да грешиме малци. Значи, доаѓаме по 10.000 сјалици, значи доаѓаме до некоја сума од 300 евра по сјалично место, што е многу нормално ако тие се заменуваат комплетно, а не на готова, постојана инфраструктура каде треба во поволен дел од тие 10.000, околу 6.000 се само да се замени фасонка и некоја припрема внатре која не кошта многу пари и да се стави една сјалица која е таква како што треба према тендерските документи. Значи, со тоа општината по основ на договор за тендер за улично осветлување и оваа програма би требало на идниот концесионер да му исплати неверојатни 8 милиони евра добивка. Тие ќе бидат за него и за некои луѓе кои добро ја организираат работата. Дали, од тука прашувам, дали е ова потенцијален предмет со кој ќе треба во иднина да се занимава јавното обвинителство на Република Македонија, исто како што беше претходното за транспорт. И тогаш се велеше, не, супер е, договорено е, само сега некако работите не се такви како што се. И од овде не се прашува каде се парите, туку се поставува прашањето за кого се парите 8 милиони евра. Од општинската администрација некој треба да ги наплати, ако не сите 8, 30% се тука и така се штелува тендерот информации има. Благодарам.